Истокот и понатаму на економската опашка на државата. Стандардот никако да мрне од мртва точка. Ова го покажуваат најновите статистички анализи, кои само уште еднаш ја потврдија лошата економска состојба на регионот, која граѓаните ја живеат веќе со децении. Платите мали, многу голем број невработени. Трошкови много, плати пензијата мал. Мојот син работи за 10.000. А има 2 деца. Тешко се живее, а децата не те пита има ли, нема ли, оно тражи. Мојот син за 5.000 иде да работи, бега. Иде да работи, бега. Шо е пара ли тоа, ништо. Ова е разбирливо ако се знае дека овде платите се зацементирани на просечни 15.700 денари, што е најмалку во Македонија и за цели 10.000 денари помалку од скопскиот просек. Зошто толку големи разлики на толку малку простор? Па пред се разликите се уаат од можноста да се, да речеме, ангажира одредена работна сила во одредени по-профитабилни дејности. Се знаеме дека Скопје нуди поголеми можности за вработување, поголеми се и можностите за остварување на профит на тие компании таму. Колку издигуваме од Скопје понанаваму, се помали места, таму и не е толку голема фреквенцијата на луѓе, поради тоа се и помали и платите во тие дејности. Лошата економска состојба регионот дополнително го осиромашува. Па овде се отворени само 414 фирми, што е повторно најмалку во државата. Има ли излез од оваа ситуација? Излезот е во дисперзија на сите можни да речеме дејности, институции, не мора се да биде лоцирано на едно место, одредени државни институции може да бидат лоцирани и во Битола, Скопје, Струмица, Штип, мислам не Скопје, од Скопје да се дислоцираат во другите градови, тогаш ќе има поголема, поравномерна распределба и на движењето на луѓето. За политичарите, економски на регионот ќе му тргне со отворање на нови фабрики во индустријските зони. Сепак, праксата досега покажа нешто друго. Изборот да се отворат фабрики овде е поради ниската работна рака, па и странците не се многу дарежливи кон овдешниот работник. Потврда е огласот на реномирана германска фирма која во Штип бара работници за месечна плата од само 10.000 денари.